Благодарам, председателе. Жалам што ни се одбива еден вака конструктивен амандман, со кој што сакавме да се обезбедат средства за фирми чија основна дејност не е угостителството, а имаат отворено подружница чија дејност е угостителството, да добијат финансиска помош од 15.000 денари по вработен. Амандманот го поднесовме затоа што сметавме дека сите угостители и сите оние кои што се занимаваат со угостителска дејност без исклучок заслужуваат помош. Судбината на угостителскиот сектор зависи од активностите и итните или барем навремените мерки на владата. Но додека властите во светот се растрчуваа по мерки за спас на што поголем број работници и компании, нашата власт даде колку даде, даде кому даде, па сега за очекување дека ќе си ги прекрсти рацете и понатаму ќе очекува се да си продолжи каде што застана само по себе, а вработените во угостителскиот сектор ќе ги остави и понатаму да се снаоѓаат кој како ќе се снајде. Тоа не е во ред, почитувани, затоа што власта дефинитивно мора да изнајде начин како да ги надомести досегашните и како би ги надоместувала евентуалните понатамошни загуби од крахот во секторот угостителство. За подсетување е дека овој сектор прв беше погоден од пандемијата и се уште е во неповолна и неизвестна ситуација. Да бидам искрена, до овој момент верував дека сте свесни за случувањата во угостителскиот сектор, исто така се надевав дека сте свесни за фактот дека досегашните економски пакет мерки не беа доволни за овој сектор сосема да заздрави и да застане на нозе. Угостителството се соочува со големи загуби, а уште пострашно е што не знаеме што ќе биде утре или што ќе биде од септември. Кризни планови мора да се прават навремено. Ги споменавте, заменик министре, рестораните за свадби и настани, меѓутоа не споменавте со колкави загуби се соочија истите, чекајќи ги и вашите фамозни протоколи за работа. Ако до вчера се бараше келнер повеќе, денес ги имаме одвишак, се намалува работата, се намалуваат гостите, приливот и понатаму паѓа. Угостителскиот сектор е соочен со најголемиот предизвик како да обстои и како да ги задржува вработените. Кога нема работа, сите сме свесни дека секој е принуден да ги намалува трошоците, заради што е многу веројатно дека ќе се изгубат добрите работници во угостителската дејност, иако со години маки мачиме со работната сила во угостителството. Време е веќе еднаш да се фокусирате на мерките, но на оние мерки кои на сите ќе ни бидат од помош. Не ги пишувајте мерките од канцеларија, излезете меѓу луѓето, тие се креатори на најполезните мерки кои значат спас за сите. Да ве потсетам дека угостителскиот сектор прв ја разбра својата должност, за на крајот да остане ем неразбран, ем искаран од страна на власта. Не беше точно дека угостителите не се придржуваат до мерките. Со ваквата несреќна изјава фрливте негативно светло врз секторот и тоа може да ви го потврдат бројните инспекциски служби кои постојано беа на терен. Имаше исклучоци, но никако не смеевте да ја оцрните целата фела. Со вашето неделување или селективно делување, оставивте да се случуваат приватни собирања и дружби во затворени простори врз кои практично никој не можеше да влијае. Абсурдни се бројни ваши постапки. Еве да речеме дека сте во право и дека навистина угостителската дејност била катализатор на инфекцијата, тогаш зошто не се погриживте сите вработени од овој сектор да бидат во најприоритетната група за вакцинирање? Понатаму, може би требаше да се размисли и во поглед на условите за аплицирање за субвенции за плати. Кога ќе ги изготвувате пакет мерките, имајте во вид дека крајно илузорно е услов за аплицирање да биде непроменет број на вработени, затоа што тоа е променлива категорија во зависност од сезоната. Напротив, ако им обезбедите помош за успешна сезона, ќе се зголеми и бројот на вработени. Но пак ќе кажам, од канцеларија не се носат мерки.
Оној што не го познава поимот приватен сектор не може да води ни туризам, ни угостителство, уште помалку да развива економија. Ситуацијата е крајно сериозна и доколку си продолжите со вашето ненавремено реагирање, угостителскиот сектор во оваа наша најубава Македонија и понатаму ќе биде под страшна закана. Имајте разбирање затоа што тоа се луѓе кои од нула изградиле бизнис за да си ги обезбедат своите семејства, но пред се затоа што тоа е бранша која редовно ви го полни буџетот. А таа, за жал, е на колена. За овој сектор, почитуван министре, заменик министре, вреди и да се задолжите, затоа што ќе ви се врати во буџетот. Но, што стори нашата власт, се задолжи за се, но не и за спас на угостителството или туризмот. Крајно време е да покажете дали можете и крајно време е конечно да бекнете за тоа кои се вашите точни планови за угостителскиот сектор во иднина. Ви благодарам.